од самото донесување на законот, ние како Сдружение на судска администрација сме детектирале многу пропусти на истиот закон, од самата постапка на носењето до неговото донесување, па сега во поново време и во обидите за негова примена. Законот беше донесен во многу кратка и нетранспарентна постапка, во постапка во која што не беа консултирани никој од оние актери за кои што се однесува тој закон. По наше сознание нити беа консултирани експерти. Законот е донесен во постапка во која што под изговор дека се работи за измена на законот беа избегнати сите тие можности од давање на други предлози или амандмани и заради тоа во законот резултира со голем број на и технички грешки и на законски одредби кои што го прават сами од него како неприменлив. Она што ние го детектиравме уште при самото носење на законот, значеше и активирање на самото здружение во одреден број на активности за негово менување, така да ние одржавме и тркалезни маси на кои што дел од вас беа присутни таму, на тие тркалезни маси, каде што беа присутни експерти, представници од правосудството. Одржавме и го истакнавме овој проблем на судски форуми. За информација, судски форум е место каде што учествуваат највисоките представници на правосудството. Тоа се председателот на Врховниот суд, председателот на Судскиот совет, председателите на апелационите судови. И како е ист или сличен заклучок беше произлезе и од тркалезните маси, произлезе и од тие форуми дека овој закон е неприменлив и дека час поскоро треба да биде подложен на измени, во кои што измени ќе бидат земени во предвид предлозите дадени од страна на Сдруженијето и да напоменам дека ние во меѓувреме додека ги одржувавме тие тркалезни маси, тие форуми, паралелно со тоа имаме формирано работни групи кои што работеа на измени на законот, односно на предлог измени на законот, бидејќи ние не сме тие што носат закони, и сработивме текст со измени на закон, како ние го гледаме овој закон, каде се пропустите и како треба да бидат тие надминати. И тој текст е доставен до Министерството за правда, меѓутоа од страна на Министерството за правда и од страна на другите компетентни институции досега не сме нашле на разбирање да почнеме постапка за измена на овој закон, иако со министерот имавме заедничка средба, со Министерот за правда, каде што дојдовме до заеднички заклучок дека навистина овој закон треба да претрпи измени. Меѓутоа, до сега немаме ништо такво. Со оглед дека сите тие наши напори не вродија со плод, нити иницијативата до Врховен суд, до Уставен суд која што ја поднесоме заедно со синдикатот, нема резултирано со некаков ефект, одлучивме да продолжиме со нашите активности и во заедничка соработка одлучивме во текот на утрешниот ден да направиме предупредувачки штрајк со кој што навестуваме дека ние не се откажуваме од нашата идеја за менување на овој закон.